Па бев дете кое што знаеше да почитува, дете кое што ги сакаше игрите, дете кое што сакаше да го живее животот. И детството ми беше еден од најдобрите периоди на животот, а верувам и еден од најбезгрижните периоди на животот, како и за секое друго дете. Најверојатно дружбите кои што ги имавме, тогаш имаше малски живот, имаше дружби, имаше навистина квалитетни, сериозни пријателства кои што траат до ден денес. Да, ја паметам, до ден денес ми е најдобра другарка. Па имаше многу случаи од средношколските денови, меѓутоа тоа беше еден период кога едноставно имаше случување, навете во таа генерација од Никола Карев, произлегува многу квалитетни кадри, многу луѓе со кои што до ден денес комуницирам, контактирам, соработувам. И верувам дека сето на кое што сме го имале како младост допринела за наша изградба како личности, како луѓе со интегритет и на кое што можеме да го продолжиме и да го вратиме назад во општеството и во овие денови сега, кога сме повозрастни. Зависи кого ќе прашате, ама верувам дека еден друг сме се нашле да бидеме животни сопатници, таа беше пред повеќе од 20 и нешто години и од првиот ден до денес секој ден сме заедно. Сите семејни одмори, сите моменти поминати со семејството се подеднакво убави. Верувам дека сите се запаметени. Неодамна било тоа, сега морам да сум искрена, во сред моментите кога шетам низ населените места низ градот, имаше многу такви моменти кога ќе видите со што се соочени граѓаните и во какви услови живеат. Слушам се што има ритам, меѓутоа сакам поп-рок и рок-н-рол. Слободното време секој момент го минувам со семејството, со сопругот, со синот, со пријателите, на тој начин успеваме да надополниме за сите оние останати моменти. Без пријателите, без сите оние луѓе кои што ме поддржуваат, без сите оние луѓе кои што се добри, кои што ми се секојдневно поттик и поддршка да направам се она кое што можам да го направам, мислам, подобро. Не само во градот, туку и во животот, најважно од се ми е семејството, тоа морам да го кажам. Синот и супругот ми се нешто без кое што не може. Немам неостварени желби, јас сум човек кој што е упорен и верувам дека нешто кога навистина силно посакувате, треба да бидете упорен и да го реализирате, а до сега верувам дека сум реализирала се она кое што сум посакала да го направам. А на многу работи сум горда. Пред се горда сум на својот син, горда сум дека сум успеала да се посветам и моето дете да порасне во една прекрасна личност, во човек кој ќе прерасне во млад маж, кој ќе има своји цели, ќе има свој начин на однесување и висока почит кон сите од својата околина и е во моментов едно дете кое што има навистина голема емпатија кон другите и тоа е мојот најголем успех во животот. Ништо не би променила. Не знам, најверојатно би посветила внимание на сето она кое што е важно за општеството, грижата за возрастните, грижата за маргинализираните, грижата за сите оние на кои што им е неопходна нега, на кои што им е неопходна поддршка во овој период и тоа е она на кое што би сакала да добиам одговор, ама во овој случај јас го давам дека тоа е нешто од нештата кои што ми се навистина важни.